Мислам дека се работи за еден добар континуитет, затоа што понатаму сакаме да го средиме и веќе подготвуваме детален урбанистички план и влезот од страната на Охрид. Значи, досега зборував за влезот од страната на Прилеп и Скопје, сега зборувам за влезот од страната на Ресен и Охрид, кој што се надевам дека идната година исто така ќе биде подготвен за реализација. И нормално дека делот од страната и влезот на Грција. Други проекти кои што се однесуваат на инфраструктурата се разбира завршувањето на градското шеталиште и последниот дел на градскиот парк. Покрај многуте направени паркови низ градот и правењето повеќе пешачки патеки, една од клучните работи која што исто така е долгорочен проект е индустријската зона Жабени, која што често пати гледате и во медиумите дека е интересна тема. Тука имаме вложено навистина многу време, многу труд, многу енергија, бидејќи се работи за еден исклучително важен проект. Значи сега влегуваме во делот на индустријата и стопанството, каде што општините според законот знаете се обврзани да создаваат услови за економски развој. Ова е нешто што ценевме дека е најдобро, ова е единствена индустријска зона, другите се слободни економски зони. Таа е на 2 до 3 километри до грчката граница. Од едната страна е споена со железничката пруга, од другата страна е со патот кој што води кон Грција и се разбира низ средината на ова наша индустријска зона имаме технолошка вода од Стрежевското езеро. Јас сум убеден дека по завршувањето на ова што го започнавме, во поставување на водоводна мрежа, отводна канализација, атмосферска, поставување на телефонија и очекуваме денови соева да започне електрифицирањето во зоната. И штом се заврши овој дел со шифрирањето во транспорт и врски, дека ќе имаме можност да се понудиме пред инвеститорите со новите плацеви или вкупно 86 хектари кои што ќе бидат на располагање за градење на фабрики, градење на трговски центри, ресторани, хотели и така натаму. Целиот патен дел, значи инфраструктурата во зоната е на општината Битола, а сите плацеви, како што знаете, според Закон на Република Македонија, се во државна собственост и затоа тендерот треба да распише Министерството за транспорт и врски. Ова еден, јас ќе се задржам само на најкрупните детали од она што го работиме, а вие ќе добиете по еден примерок на оваа табела, каде што се запишани сите проекти кои што во моментот ги работиме, кои што планираме да ги сработиме до нова година. Тука исто сакам да подсетам на една важна работа, а тоа е привршувањето со деталниот урбанистички план во модул 10 и 16 во централното градско подрачје, каде што планираме навистина целиот плоштад Гоце Делчев да го претвориме во подземни катни гаражи. Значи тука ќе имаме 2 ката паркирање, тоа е пред Центарот за култура се разбира и пред хотелот Епинал, каде што нашите граѓани ќе имаат можност да паркираат околу 480 возила. Значи тука сме во подготовка, се надевам 2010 година дека ќе бидеме подготвени да го направиме и тендерот. Исто така подготвуваме детални планови за Тумбекафе, за Стрежево, значи тоа е еден туристички дел, подготвуваме исто така детален урбанистички план за голф терени и се разбира уште многу други декоми кои што се за потребите на нашите граѓани. Мислам дека треба да подвечеме дека завршивме 19 игралишта низ целата општина Битола, значи во повеќе населени места и рурални места. И исто така веќе се гради ветената спортска сала од Агенцијата за млади и спорт. Веќе едно од игралиштата што ни го ветија е изградено, почнува да се гради второто игралиште и очекуваме 2010 година да започне да се гради покриениот олимписки базен. Значи, има навистина доста работа, доста интересни проекти. Јас денеска нема да ги набројам сите улици и патишта што ги правим, затоа што списокот е навистина долг, но сакам да потсетам на уште една улица, која што е слична на ова што ја спомнав, улица Железничка, тоа е улица Кукуш, која што пак е четвртата улица на некој начин, што ќе го растерети централното градско подрачје. Зошто е ова важно? Важно затоа што пред Железничка улица и улица Кукуш главно целиот сообраќај се одбиваше по улиците Иван Милутиновиќ и улица Прилепска. Посебно во пазарните денови се создава многу тесни грла кои што го блокираа сообраќајот и навистина правеа голем метеж низ градот.
Веќе со едната улица се раставетивме некаде околу 30% од сообраќајот. Јас сум убеден, штом заврши оваа градежна сезона, дека ќе ја завршиме, ќе ја финишираме и улицата Кукуш, која што исто така некаде 15 до 20% ќе го растерети централното градско подрачје, со тоа ќе ни се овозможи поголема сигурност на нашите граѓани. Тие се вака клучни работи. Она што мислам дека во иднина е важно, идниот период треба да отвори на нова страница во сите општини на локалната самоуправа, а тоа е начинот на дејствување, стопанисување и создавање услови преку јавното приватно партнерство. Јас сум убеден дека индустријската зона Жабен ќе биде добар пример како инвеститорите заедно со општината градат големи објекти. Значи, покрај овие неколку објекти и проекти што ги спомнав, сакам да ви кажам дека искуството од европските фондови го темелиме врз М5, потоа еден исклучително еколошко-туристички проект што го имавме со соседната општина Лерин од Грција, кој што е завршен во вредност од околу 230.000 евра, и сега исто така добивме прво место и го добивме нашиот старски дом Сју Рајдер во вредност од 600.000 евра. Јас сум убеден дека оваа градежна сезона и со тоа ќе започнеме и знам дека секогаш малку простор има и за останатото, меѓутоа сакам да посетам дека општина Биднова е веројатно единствената што направи свој фестивал летен, тоа е Бидфест, кој што оваа година беше најдолгиот фестивал во Република Македонија и со најголем број содржини, значи над 100 содржини. Обидот да ја афирмираме општината што повеќе и колку што можеме на повеќе места, сакам да ви укажам на работа што претпоставам дека ја знаете, ни донесе еден сертификат, исклучителен сертификат уште пред известно време, тоа е сертификатот за полноправно членство во Европска асоциација на историски градови и региони, што порано единствено го имаше Дубровник од сите ексију простори, а сега го има и Битола. Значи, тоа би било во делот на културата и ова ќе го завршам со една голема покана на 30-тото јубилејно издание на меѓународниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки. Значи, поведете во Битола, ќе има и што да видите и многу од ова што го кажав да го видите на лице место. Јас ви благодарам, повелете доколку имате прашања, расположен сум да ви одговорам.